Минутите след 8 наш гост е посланикът на Република Северна Македонија Агнеса Руси Поповска. Съболезнования в деня на траур, който и България искаше да изрази като знак на съпричастност, и Сърбия също изразява към Северна Македония. Ще поговорим за наистина чудовищното събитие, което се случи в град Кочани. Благодарим ви, че сте с нас в този наистина труден за вас момент. Нашата съпричастност към вас и всички близки на загиналите и тежко пострадалите. Отиваме първо на мястото, което предизвика тази трагедия и болката в сърцата на много хора. Габриела Керемечийска, включваме оттам. Здравей, Габи! Здравейте от Кочани. Продължава разследването на причините, довели до инцидента. Нека отново да ви покажем как изглежда в момента дискотеката. Ще помоля оператора Петър Джанаваров да покаже и аварийният изход, който в нощта на инцидента е бил заключен. Това, което хората ни разказаха, е, че дискотеката е работила повече от 10 години, като мерки за сигурност в нея никога не е имало. Редовно са се допускали непълнолетни деца, повече от които на 14 и 15 години. Не е имало, както казах, никакви аварийни изходи. Те са били заключени. Имало и само 2 пожарогасителя. Знаете, при инцидента живот си загубиха 59 души, основно деца, а малко след това почина и шофьорът на линейката, който е карал голяма част от пострадалите в болници. Мъжът е издъхнал в дома си, след като се е прибрал от тежко дежурство, най-вероятно от стрес. Иначе 14 души са задържани в връзка с инцидента. Сред тях охраната, която е била на дежурство в дискотеката, както и собственикът на дискотеката. Късно с нощи тук в Кочани беше разпитан и единият от охранителите, който пред екипа на BTV заяви, че не се чувства виновен, въпреки че е допуснал да влязат в дискотеката повече хора, отколкото е трябвало, но не се чувства виновен, защото, цитирам, е успял да помогне и да изкара невредими голяма част от хората. Чуйте какво ще казва. Лошо е кога направо да ще чувате. Чувствувате ли вина? Не. Јас ги спасив сите што можев и многу ми е крил и мака за тие што не можев да ги спасам. Со голема болка и тага изразува сочувство до семејството и фамилиите на починалите, од кои се голем дел и мои пријатели, другари, собствени раци ги владив. Не знаете на мене какво ми, ама тоа е. Гневот е кон вас, знаете у Кочани денска што беше? Не е кон нас. Луѓето што протестират се од кај нас, барат правда за нас слобода. Како херои, ние успеавме се да направиме. Јас сум дел од обезгледувањето кое успеа да ги изваде сите преживеани што сите се. Основната причина за инцидента е фойерверка, която е била пусната в заведението. Тя е била до сцената. Иначе продължава разследването, продължават и проверките в цяла Северна Македония. На това отговарят ли на всички изисквания за безопасност останалите дискотеки? Благодаря ти, Габриела Керемечийски. Оператора Петър Джанаваров остават в Северна Македония. Ще трябва да мине много време, за да се оттърси Северна Македония от шока и ужаса на това толкова тежко събитие, без аналог и без подобен мащаб наистина на Балканите през последните години. Говори се за корупция, говори се за търсене на отговорност на всички замесени по веригата, за това, че някой е вземал пари и заведения работят без лиценз, за да се превърнат накрая в лобно място за толкова много деца. Ваше превъзходителство, осмислихте ли всичко, което се случи? Добро утро първо на вашите гледачи. Ви благодарам за можноста да гостувам во утринската програма на БТВ. Навистина Македонија е во голем шок и тага, овиена со болка и би рекла и неверување од жестокоста на овој трагичен инцидент кој што се случи пред неполни 3 дена, во кој што животот го загубија 59 млади луѓе и над 150 се повредени. И голем дел од нив тешко повредени. Во овие моменти на тага и болка, тоа што е важно за Македонија е целокупната солидарност, помош од секаков вид што ја добивме од најблиските соседи.
во првите моменти на оваа огромна трагедија, која што кажавте е најголема трагедија можеби на Балканот. За Македонија е најголемата трагедија според бројот на загубени млади животи. Разкажете ни за град Кочани преди трагедијата. С какво се занимават хората там? Град Кочани е едно прекрасно мало градче на истокот на земјата. Дел е од прекограничниот регион со Република Бугарија, каде што има навистина во не само во последно време, туку и во изминатите години една динамична комуникација, интеракција со градовите од бугарската страна. Близу до Благоевград. Преку програмите на прекогранична соработка има навистина многу раздвижување, многу економски можности, многу културни размени. Навистина е едно мало, прекрасно градче кое што живее. Ве се гледа и по бројот на млади лица кои што биле во таа дискотека, кои што се забавувале, отишле да слушаат една група која што е ултра популарна. И не само во Македонија, мислам дека во целиот регион ја познаваат, верувам ја познаваат и во Бугарија. И многу од тие млади музички групи доаѓаат и тука, гостувале и во Бугарија. Така што навистина за градот Кочани ова е неверојатна трагедија. Колку се сврзани хората помеѓу си? Колку се познават? Како не? Сврзани се како и тука. Како и тука, тоа е сепак релативно мало градче. Секој со секого се познала. Секој со секого е близок или подалечен роднина. Тези деца бяха нашите деца, не случајно каза кмета којто се оттегли тези думи. Токму така. И Македонија е мала. Еве, баш вчера имаше студентски час. Значи, се собраа сите студенти да изразат солидарност, почит, поддршка, сочувство за починатите, за загинатите деца, но и една молитва за што побрзо излекување на повредените. Какво е състоянието на пострадалите, някои от които са и в България, 14 от тях? 14 се од пострадалите во Българија. Станува збор за тешко пострадали, станува збор за млади деца со сериозни повреди. Најголем дел од овие 14 се настанети во болницата Пирогов во Софија, 8 млади лица, тројца се во ВМА во Варна и тројца се во Свети Ѓорги болницата во Пловдив. Јас знам дека во Република Бугарија, во сите овие три болници, тие ќе им биде пружена најдобрата можна грижа, најдобрата професионална медицинска грижа за третирање на таков вид повреди какви што тие имаат. Ние сите се молиме тие да имаат сила да оцелеат. Јас сум многу благодарна и цела Македонија е многу благодарна до Република Бугарија, до сите бугарски институции. Председателот Румен Радев беше тој кој што, мислам дека беше прв, кој што и се јави на председателката Селјановска Давкова, на македонската председателка. Министер-председателот Жајасков исто така. Председателката на Собранието Киселова исто така. Во тие рани утренски часови во неделата. Министрите за надворешни работи. Мојот министер за надворешни работи доаѓа денеска заедно со министерот за здравство, господин Таравари, доаѓаат попладне во посета на повредените во болницата Пирогов. Исклучителна благодарност до трите болници, до медицинскиот тим, кои што се секогаш на располагање
и на семејствата на овие деца кои што се згрижени во Македонија, сите семејства. Кога ги очаквате? Само министра на външните работи и министр на здравеопазването на Северна Македонија днес ще дојдат в Софија. Денес ще дојдат во Софија попладне да ги посетат повредените. Притеснявам се да ви питам какви са новините от болницата, защото съм сигурна, че вие сте в непрекъснат контакт с лекарите в трите лечебни заведения и много се надявам те да дават надежди, въпреки всички предизвикателства, с които трябва да се справят в състоянието на пострадалите деца. Така, болницата Пирогов и другите две болници даваат информации за болните, мислам, секој ден по 2 пати пред се за семејствата, но и за пошироката јавност. По тоа што беше последна информација од вчера, мислам дека сите се во стабилна, но сериозна. Споменахте роднините, близките на пострадалите, които са в България. Те къде са в момента? Настанени ли са някъде в София? Предполагаме, че и вие сте съдействали за това. Да. На сите 14 повредени кои што се згрижени во Българија, семејствата, најблиските членови од семејствата им се тука, во Софија, во Варна и во Пловдив. Сите се сместени, како членовите на семејствата се згрижени, и тука сакам да се заблагодарам на Министерството на външните работи, кое што исто така на Българија, кое што излезе во пресред со понуда за помош на логистичка помош на овие семејства. Морам да се заблагодарам исто така и на граѓани. Значи, многу български граѓани, многу македонски граѓани кои што живеат и работат во Бугарија, непрекъснато се јавуваат со понуди за помош, за донации, за се што може да биде потребно за семејствата на овие деца, бидејќи децата ја имаат потребната медицинска грижа, но на семејствата им треба поддршка и психолошка и не само за сместување и за исхрана туку и поддршка со некој да ги слуша. Моралната подкрепа. Съгласни ли са в този тежък момент? Имат ли готовност да се срещат с специалистите, професионалните психолози, за които чухме, че има възможност да поговорят с тях? Така е. Јас лично и амбасадата на Северна Македонија тука во Софија сме во постојанен контакт со семејствата и сме тука исто така на нивно располагање да содействаме со секаков вид на помош, вклучително и овој вид на психолошка помош. Имат ли нужда от някаква подкрепа семејствата? Има ли с какво да бъде полезен всеки от нас, който има възможност и желание? Нивната во моментов тие се згрижени. Им е укажана сета необходна поддршка и подкрепа. Пациентите, младите лица кои што се тука, се со тешки телесни повреди, изгореници. Тие повреди бараат време за лекување. Така што и од страна на македонското правителство и од страна на бугарското правителство верувам дека ќе содействаме и ќе соработуваме за да го осигураме најдоброто за пациентите и за нивните семејства, за да ги пребродат овие навистина извонредно тешки моменти. Със всеки изминал час от момента на трагедията, от събота срещу неделя вечерта, излизат нови и нови детайли, които очертават възможните причини. Вие имате ли вече разказ какво точно се е случило и защо толкова много млади хора си отидоха там? Основното јавно обвинителство на Северна Македонија ја почна истражната постапка за настанот. Во истрагата се вклучени 9 јавни обвинители. Вклучени се и сите други органи кои што треба да бидат дел од
постапката за да целосно се расветли случајот, причините, виновните, каде затеил системот, ако затеил. Во моментот во изминатите 2 дена тече распит на многу сведоци, потенцијално осумничени. Јавното обвинителство и Министерството на внатрешните работи на Македонија излегуваат со информации за пошироката јавност за тоа докаде е истрагата. Мојот апел е да почекаме институциите на системот да се изјаснат за причините и за причините кои што доведоа до оваа голема трагедија. Заради тоа што мислам дека во вакви моменти е исто така одговорно да спречуваме шпекулации. Корупцијата ни убива всеки ден по малку, в някои дни по много. Тези думи в репортаж на нашия колега Мариета Димитрова запомнихме още първата вечер. Какво чувате вие в тях? Защото от разказа за фалшифицираните разрешителни, през това, че вътре имало много повече хора, деца с или без придружители. Колко убива корупцията? Корупцијата и тоа што можам да го кажам е дека има основани сомненија за корупција, за сериозна корупција. И посветеноста на сите истражни органи, правосудството, од извршната власт, инспекторатите, е целиот случај да се расветли докрај и секој еден одговорен директно или индиректно за настанувањето на оваа трагедија да се соочи со силата на законот и да се соочи со правдата. Значи, поштедени нема да има. Секој оној кој што со дејствување или недејствување придонел за оваа трагедија ќе одговара и ќе биде санкциониран. Бидејќи во Македонија навистина и претходно се имаат случаи на вакви слични трагедии, не од овакав голем маштаб, но се имаат случаи, така што и граѓаните и значи општественоста бара вакво прочистување, би рекла, на целиот систем. Одговорност ќе има. Кои са тези служители, които са приели подкуп? Те задържани ли са? Кой на кого какво е дал? Защото всъщност вчера от представителите на институциите чухме, че фалшив лиценз имате това място, което се нарича дискотека. Така, значи, мојот апел е да ги оставиме истражните органи да ја завршат работата. Да се истражи секое едно действие кое што довело до оваа трагедија. Штом ќе бидат сите истражни действија превземени и доведени до крај, ќе се излезе, јавното обвинителство ќе излезе со обвинение, во кое што ќе бидат наведени и опишани секој еден акт кој што довел до овој трагичен настан. Вие мислите ли, че след мълчанието, което взело Кочани, хората ще излязат да протестират, защото това е не просто момент, в който те страдат за своите близки, но наистина страдат за своето бъдеще, което те не искат да е такова, не искат да е свързано с корупцията, по-скоро искат да е свързано с законите. Виждате ли такъв процес, който наблюдаваме и в една Сърбия дори? Пак след една трагедия и паднала Козирка в Нови Сад, която уби 15 души. Во моментот тоа што го гледаме е дека граѓаните на Кочани посебно, но и граѓаните на цела Македонија се навистина обземени од тага и болка. Обземени од тага и болка, и тоа што го гледаме еве кај младите луѓе, кај студентите кои што сношти има така наречен студентски час од сите делови на Северна Македонија. Тоа што го гледаме е дека студентите сакаат таква промена на системот, сакаат одговорност,
сакаат институциите да работат за секој еден граѓанин справедливо и професионално. В репортажите на нашите колеги на място чухме, че хората помнят поредицата от трагедии, от изгорялата болница, през изгорелия автобус в България, сега дискотеката. Как е възможна промяната, така че да спрат да умират хора? Как през студентските протести или тези бдения е възможно институциите да проявят воля за това да стигнат? Промената е неизбежна. Промената е неизбежна, а институциите, работата на институциите мора да биде ефикасна, професионална и ефективна. За жал, понекогаш лекциите ги учиме низ вакви тешки, трагични настани. Тоа што мислам дека и граѓаните го сакаат е една владење на правото. Владење на правото за сите. Сакаат да се искорени корупцијата. И тоа всушност што и правителството, македонското правителство и правосудните органи го најавуваат како акција, како една безпоштедна борба против сите коруптивни действија и нивно сосекување во корен. Така што ќе има промени. Ќе има акција. Благодарим ви, че в този труден момент бяхте с нас и споделихте вашите емоции около тази огромна трагедия, която докосва всички ни. Усещаме го като лично нещо близко до България и няма как да бъде другояче. Ние сме съседи и в крайна сметка наистина България не просто протяга ръка, но и обяви 18 март за ден на траур. Благодарим ви за този разговор. Продължаваме напред с останалите теми гости тази сутрин.